Ова што денес го правиме е со цел Република Македонија да биде представена во меѓународните организации и да се бориме за угледот на земјата и за местото кое што го заслужува Република Македонија. Сиот изминат труд кој што го имат вложено генерации парламентарци и представници на извршната власт може да паднат во вода доколку колегите од опозицијата не се вратат натре во собранието на Република Македонија и заеднички да се бориме за добивање на извештај од страна на Европската комисија, кој што знаеме дека еден од главните критериуми, политички критериуми, кој што се оценува за да може да биде позитивен извештај, тоа е политичкиот диалог. Самата обструкција на работењето на собранието на Република Македонија ќе го доведе во прашање позитивниот извештај на Република Македонија. Ќе бидеме хендикепирани како делегација, посебно мешевите, така наречен мешевите парламентарен комитет, кога одиме ние одовде од Република Македонија, со години наназад и опозицијата и парламентарното мнозинство, затоа што сме ја добиле довербата од граѓаните за Република Македонија да стане членка и на Европската унија и на НАТО. Тоа важи за двете делегации, затоа не сакав да се јавам. Значи и парламентарното собрание на НАТО ќе има наскоро самит и ќе има Европскиот парламент седница, мешевите парламентарен комитет. Јас не знам како ние ќе се бориме со представниците од другите земји, посебно со грчката делегација и со нивните приврзаници, ако со нас заедно не се и колегите од опозицијата во моментов кои што ја обструираат работата или бойкотираат работата на собранието на Република Македонија. Досега заеднички успевавме да донесеме огромен број на амандмани и дури последниот извештај кој што беше направен од страна заклучоците кои што беа направени од страна на мешевиот парламентарен комитет, кој што не е само членови од македонска страна, туку има пратеници, европратеници и од страна на Европскиот парламент, заеднички усвоивме заклучоци и амандмани кои што едногласно беа усвоени и благодарение на тоа резолуцијата за Македонија помина со огромен број на гласови во Европскиот парламент и добивме позитивен извештај. Значи, само кога единствени, сите заедно се бориме за заедничката цел, тогаш можеме да успееме да направиме добро за граѓаните на Република Македонија. Во ваков случај и делегацијата на парламентарното собрание на НАТО и оваа делегација ќе бидат хендикепирани да се борат за главните цели на нашата земја, а тоа е членството во НАТО и во Европската унија. Затоа би сакала да ги повикам сите колеги кои што се избрани од граѓаните на Република Македонија, не е важно дали се од опозицијата или од мнозинството, сите граѓани на оваа земја имаат една цел, стратешка определба на сите ние, членство на Република Македонија во НАТО и во Европската унија. Јас мислам дека треба многу сериозно да ги сватат чекорите кои што ги прават и да се надеваме дека онака како што направија чекор одредени колешки од опозицијата, наскоро ќе ги видиме во собраниските клупи и другите колеги од опозицијата, ќе сватат дека ваквиот начин на пристап не и носи добро на земјата, ниту пак им носи добро ним и ќе се вратат заеднички да се бориме за доброто на Република Македонија.